Добар, убав и среќен ден, драги наши гледачи! Ве поздравуваме од комплексот Златно буре Кучково, каде што со нашите денешни гостинки, кои што ни дојдоа од Штип право во Златно буре Кучково, да ни презентираат убав специјалитет. И тоа заедно, ни гледаш колку се сплотени штипјани. Вика, штипјани не можеш, вика, да ги поминеш така. Држат, вика, како брана, нема ни лево ни десно. Тука пред нив ке стоиш и тоа е тоа. Вела дека штипјанките и во муабет и во вредност биле први. Значи, толку филјан жени биле, алал да име. Значи, овие дами ни доаѓаат од градот Подисарот, градот на конфекцијата, градот на Макфест, ете толку градот на градот со 40 ете така. Пастермалијадата. И градот на Пастермалијадата, значи нема тука мешање, не смеете да кажете ако прашате некој штипјанец, а која пастермалија е пубава или ако го прашате штипјанецот, се досетив за ова. Каде се јаде најубаво во Штип, тој ќе ве земи право кај мајка ви, мајка му ќе ве однесе. Значи се знае, мајките готвеле најубаво. Велам добар ден за нашите драги, предраги гостинки. Тоа е господјата Снежана Миланова и господјата Софија Михаилова, кои што ни се денеска тука во ова наше студио, каде што се снимаме рецепт на денот од вкусот на традицијата. И кога ги прашав дали денеска ќе ни готвите нешто модерно, нешто така, ми одговорија, ма какво модерно, земи таму сукалото, земи тоа брашното, дај сука и не филозофирај многу, ние ќе правиме баница, ќе прават штипска баница. Сега ќе ни каже Снежана што ќе ни правите. Ние денес ќе правиме баница, пататарник. Ова баница ќе направиме со компири и позната е по тоа што сега се ближат велигденските пости, тоа е постно јадење за тие што постат, па и за тие што мрсат да поминат еден ручек. Убаво. Така, вие патати ги викате во штипски... Ние компири ги викаме, меѓутоа сме го зеле. Така, Источна Македонија. Така, компири, патати, тоа е прилично. Ете така, значи ова е стар рецепт со патати. Македонски стар рецепт со компири. Снежана, прво, дали има желба некого да поздравиш? Прво ќе ги поздравам сите штипјани. Да Браво! се живи и здрави. Ете така, нема. Гледате како се држат штипјани, опасна работа. Ајде сега да видиме што се е потребно за една баница пататарник да се направи. Вака, за баницата патарник ни се потребни кило компири, излупени, изрендани, главица сецкан кромит, сув зеленчук, црн бибер, сол, зејтин и тоа. Буковец. И буковец по потреба, Може кој сега сака. пред да ни го кажеш мастрафот за тестото, твојата помошничка Софија, асистентка денеска, да го нареда компирот и прво како се прави, се пржи. Се пржи, да. Дај го зејтино, да ставиме кромидо, може у исто време да го ставиме Додека се малку. пржи, јас да го месам тестото. Значи сега Софија ќе биде одговорна за филот, за пататите. Ќе ги изренда, ќе го испржи кромидот со компирот и зачините, а што се е потребно за тестото да видиме? За тестото ми е потребно 800 до кило брашно, на врвот на лажичката квасец ќе ставиме, вода, зависи од брашното, меѓутоа 400 мл, ако треба и повеќе ќе додадеме. Да, и мене ми се случува, некој брашно поише пие, некој помалку пие. Некој помалку, ако ни треба и брашно ќе додадеме. Да, и така. Има квасче, реков ми, сол се става и сол дам, во тестото. во тестото, да. Ајде да го направиме тестото. Имаме тука едно 100 грама од појке брашно, оти знаете дека домашниот есап на пазар не излегува. Не знаеме колку ќе пие брашното и затоа си земавме и резерва. Така, на врвот на лажичката
Многу малку стави? Ајде уште малку да ставам ако Не, треба. ама баш мене ме интересира. Од јас кога правам, ставам цела кесичка квасецу. Во една врвона лажичката, таков е рецептот. Значи, таков е рецептот. Браво. Еве Така. сега водата и ќе гледаме, можеби ќе ни треба вода и повеќе да ставиме. Аха. Добро. А јас ќе ти го држам ова. Може. Ти ќе си замесуваш. Ете така. Вака работа сложни другарки. Тие не само што се пријателки во приватниот живот, туку заедно членуваат во вокалниот состав Гердан од Штип и нижат многу големи успеси на секаде, не само во Македонија, туку и надвор. Ја представуваат нашата традиционална македонска песна. Значи, прво со дрвената лажица бркаме. Да, додека да забркаме, Добро. потоа Ето така. Ставаш зејтин во тестото? Или не? не, Не. Добро. малку да ставиме сол, Мгм. по потреба. Да. Добро, нека си во тоа тука. Сега со рака да замесиме, така, да со видиме рака. колку. Да. Тестото треба да биде тврдо, меко, Тестото треба да е средно, за да Средно може да меко. се убаво, да, да се добро. сука. Добро. Колку баници ли се поминати низ вашите раце, а? Точно. Така. Имате, например, некој специјален рецепт што се прави, да кажеме, за 40 онамачениците, или за Бадник, за Божик, за Велик ден. За 40 се прават пиши. Пиши се прават. Така. Значи, секоја домаќинка пиши си прави. Што е обичајот поврзан со пишиите или така си останал? Така си останала да. Да. Добро. За 40 што викаме ние празникот, Да. значи слават најповеќе Исърци. И- Значи тоа И што што е седат градот низ на сам. Бисерот, што го викаме. Што живеат таму. Што живеат таму. Така. И на тој ден, значи, оде цел град, ама ако има неги што Пријатели, роднини таму, познати, пријатели, роднини, познати таму, на одат на визита. гости. И тоа што го каже Тој им е Снежана, пиши како- се Да. прави. Тој им е како... Како Празник, празник, слава, празник. на град. И пуканки се јават. И пуканки, Тој ден, да. Тоа се пие ракија и вино по 40 чашки. Чашки, 40. 40 каменчиња се фрлат. Имате ли милост ако дојдеме ние на 40? Дојдете. Куки отворени побелете сите. Леле. Па многу убави обичаи сте имале. Браво, вие знаете да другарувате таму. Супер. Знаеме да се го правиме животот да биде интересен. Така, животот да ви е убав и интересен. Сега, откако ќе го измесиш тестото, веќе си при крај, колку време ќе го оставиме тестото да одмара? 10 на минути да одморе, колку и ние десетина да се минути. спремаме. Така, 10 минути, колку време ќе треба таман да се испржи кромидот И со компирите. компирот. Значи, кога ќе стаса така тестото и филот, и тогаш продолжуваме. Тога се, нели, сукат корите, па после се корите подпечуваат тука На ринглата? На ринглата На се шпорето? подпечуваат корите. Тоа е убавината на пататарникот. Бидејќи така. корите се подпечени и Аха. ги се стават на ринглата, порано, нели, имаме На шпориње шпори, на не? дрва. Да, па Значи ја можело. постелиш целата шпора, на целото шпорето Да, да згориш кора. чистоно, нели. После, нели, кората ги подпечеш. Ние сега значи, нема да нема можеме така да го тука направиме. ќе го направиме го.
Аха. Ќе можеме тука. Тука? Тука на во, на решото и добро. ќе го здиплиме на 4 Не, крај. како ми изненадуваш, Да, Стипјан, ги видовте ли? тука. Сега, Терете си ја работата. кромидото ми е за пржен. Добро. Сега ќе го ставам компиро. Ние како во Штип што викаме да завеене па малку. Да завеене. Да завеене, Ете, да не така. мирише на живо. Да не Така, мирише на значи живо. да се Значи малку да го испржи. фане, да се пржи, да го фане огин. И после ќе му наставиме зачините и веќе фило е готов за суканите кори. Така. Адријана, малку. Ајде, држам. Сега што правиш за Сега малку тестото? да ги правам топките Колку корки. топчиња ќе направиш? Па да видиме колку ќе направиме. 6. 6 ќе излезат, а? Или повеќе? Добро, колку излезат, нека излезат Да, и толку. така во топчиња се расукува Да. топчињата, можеш и на Да ги масата ако ставиме. сакаш да ги расукаш. Да види дали ќе има 6. Добро. Малку брашно. Ајде. Ете така. Еве, може да ги ставиш тука. Вака. Тука да си кисната, Да одморат. да одморат. Ете одморат. така. Добро. Брашно, Ајде, брашненце, повели. Така. Значи, внимание, драги гледачи, Штипјанки во акција. Супер. Да, можеш и тука и таму, како сакаш. Да. Еве, повели. Значи, драги гледачи, останете со нас. Тестото веќе е подготвено за да одмара, Исто и компирот е веќе завеенат, сега ќе му ставам зачини и ќе го тргнеме настрана за после да се става. Сигурно уште 5 минути, но Да. ќе причекаме сега тестото да одмори. одмори. Да одмори малку. Така. Не 20 минути. Повели. Еве Ајде, ти малку, солца, една лажичка, ако може. лажица, ваква сакаш и... Така, така. Ајде, повели. Така ги оставаме или ќе ги покриеме? Ќе ги Ќе покриеме. ги покриеме, добро. Дајте. Тоа. Значи сега се редат зачините, Зачините се мешан редат. сув зеленчук, Мешен, да, малку црнпи. солца, бибер бибер и буковец, и и буковец, тоа е толку. тоа. Малку да залади, 5 минути да се излади, колку да одмори тестото и продолжуваме со поставката на ова штипска баница пататар. Татарник. Драги мои, сега јас, како што вела старите, во небрано сум фатена. Од десна страна Снежана, од лева Софија, овие вредни штипски господи кои што ги бива за се. Нали, кога ќе ги видите убавици, а во кујната тата-мата. Сега, пошто ние сме цела војска тука, и персонал, и ние, значи дупла доза се направи позади камерите, а сега продолжуваме со поставката. Значи, најпрвин Софија ќе ги расукува, па ќе ги предаде на Снеже, значи они тоа го работат организирано. Ајде да видиме сега што е следното, расукување на корите. Повели. Земи си ја ти првата кора, ти втората ќе ја подготвиш. Ете така, таа е веќе одморена. И ставивме малку нишесте во брашното за полесно да се расукува. Прво ќе ги расукаме, ќе ги редиме сите на чаршавот и после ќе одат на подпекување. Па ќе се редат во тавката. Значи ќе бидат 6 кори за една тепсија. Така тепсијата Така, едната едната пет, е една број шест. 32, а и двете се 32. Број 32.
Ако биде малку една кора помалку, ќе биде малку потенка кора. Така. Значи ова се сучат многу тенки кори, така? Да. Да. Значи се посипува со брашно и тоа на секој завртување на кората ставаме брашно. Брашно со нишесте, за да не се лепи кората. Еве веќе ставаме брашненце. Да стави брашне за да може да засука сега па крајно да биде. Значи ова е веќе уште последно расукување. И да видиме што следува после. Значи, сите кори на ист принцип. И сега што следува? Така. Ете, така. Уште. И сега ќе ставиме на чашавот. Стави ето. Значи сите кори вака, сите кори на овој начин. Ајде, до првата баница имаме уште 5 кори да исукаме. Еве, ова е веќе последната кора за првата баница. Ви рековме дека 2 ќе имаме. Овдека Софија веќе ја работи втората тавка. Ајде сега да видиме како. Сега посипувам корката со брашно, да не се залепе. И ќе сукаме, да ја направиме тенка кората. Така. И да ја собереме. Како оди сукањето, да ни кажеш, за да добиеш таква голема кора? Убава кора, од средината, еве ќе повторам, ќе посипеме малку брашно и со раците од средината, кон крајот на сукалото, помалку нежно ќе ја теглиме кората. Сега. Така. Чекај сега. Да, тенка. Сега, значи, уште еднаш и готова е веќе. Сега ќе собереме. Ќе ја собереш. Ајде да ја ставиме тука. Ќе ја покриеме и сега следува подпекување на корите. Ќе си го ставиме шпоретот да ги подпечеме корите. Така. Еве сега е моментот на подпекување на корите. Сега функцијата ја превзема Софија. Софија, да видиме како. Леле, како се... Значи, вака се прави како... За да не е кората да не се исуши, бидејќи ја оставиш малку да постоја, ако биде целата распостелена, ќе се исуши. А бидејќи ќе ги подпекуваме, прво ги собираме вака. Сега, како што сум ја собрала, сега ќе ја отворам кората. Леле, и ова си бара мајсторија. Значи, си ги покривме со најлонче да не ни се исушат. Бидејќи порано корите ги сушиме на шпориња на дрва, така. Сега немаме такви шпори на дрва, ќе мораме кората да ја преклопиме на 2 па на 4. За да може да биде да ја намалиме. И сега шпорото ни е тако, ставам да ги подпекувам корите. Сега кората ќе почекаме малку да и та. Чекај, сега ни се исклучи. Не, добре, само овде ќе внимаваш на овој дел. Така. Значи да се подпече. Да се подпечат корите. Да пак ние викаме малку да биде подпечена, да стане како малку подпечена изгорено црнко. Значи вкусот кога ќе се јади баницата, значи ќе биде зголемиме температурата. Значи,
Да. Вкусот ќе се осеќе на Добро. подпечено, Ама еве, подгорено. Еве почнува да чади. Да чади, ако еве. А. Еве, малку црнко нека стане. Аха. Има. Чекај. И тука има. Да, ете така. Значи сите кори на потполно ист начин, па после ќе ја завртиш, Да, така? после ќе ја завртам, па ќе ја Пази отворам. да не се изгориш тука. А можеше тука ја целта, ќе видим сега како може целта да ја покрием. Така. Чекај да видиме. Ете така. Значи корите се подпекуваат, да бидат малку да се подпечат. Сега зависи шпорето како, ако е на дрва, може значи еднаш оно се запече, ние се условите секаде не се исти. За подпекување помалку. и така, помалку ќе ја подпечеме за да може да се знае како. Да. Сега ќе ти треба, уствари ќе ги ставиш На на чаршаф ќе ги ставам. чаршаф. Добро. Ќе мора да почекаме малку да подгоре кората. Еве тука се запече. Добро, нека е. Ништо не е. Пак ќе имаме убав мирис, вкус на кората. Супер. Ете тоа ти. Така. Сега вака. Одлично. Треба да ја покриеме? Покрием малку да. Добро. Сега ќе ја ставиме другата кора. Ете така. Дај ми ја таа тава. Ете така. Значи, постапката е за сите кори. О, браво, Снеже, леле, што е убава и оваа кора. Има баница да си изнајадеме денеска сите. Еве, веќе и последната кора е подпечена. Ајде да видиме сега како се ложи оваа штипска баница па татарник. Што ќе ти треба? Со ете така. Имаме хартија. Да. Малку да... Ако е хартијата ваква, Да. малку да... Да Со намрсиме рацете. се раците. Со рацете, така. Како по дома што си правиш, така? Така. Добро. Е, сега редиме првата кора. Она е подпечена. И ако се искрше, ама Добро, ко се корите, подпекуваат, тие се кршат, така? корите. Да. И што ги правиш сега? Сега вака, ќе ја подберам за да може да ја собира, Така. да ни ја собира во тавката. Е, тоа е, значи, вкусот на овај татарник е тоа што кората е вака подпечена. И искршена. Искршена. Така. Тоа, после кога се пече, оно секи си дојде во себе. Така. Е, сега пак си става малку зејтин. Така. Добро. Така. Ќе го Зејтинче се малку се попрскува. попрскува. Поставам од Филот. филот. Ако може една лажица ваква од тие другите. Добро, ќе фанам и со рак. Ајде. Значи треба на Треба 4 дела да биде Да, филот. да се филот да го поделиме, Еве да ти бидејќи се лажичка. кори. Ако се замацам тоа. Ама ќе биде богата со фил. Па бога ми ќе биде богата Биде со богата со фил. фил, да. Да. Епа толку е и... Аха. Да, Сега ти ја Да, подавам другата кора. втората кора. втората. Повели? Да е. Исто на ист начин и таа подпечена кора. И да се става. Значи ништо не е тоа што се крши, Ништо она не мора е, да она се колку крши. мора да се крши бидејќи е подпечена. И сега колку се испече, она најодозгоре малку ќе ставиме
вода, Зејтинче топли да ставиме? зејтинче, сега зејтин стави. Добро. Ајде. Добро. И овај компирот си бара помрсничко, нели? Да. Ајде. Може да ни ставиш зејтинче? Така. Две. Значи на 4 ќе треба да е. Да. Леле, како убаво мирисаат корите. Сакаш ова? Ајде, да, стави, Ајде. Така. Еви и за неа зејтинче. Стави. Така. И се чудам како од ова после ќе биде мека пита. Ќе биде. Се чудам. Ќе биде, А? ќе биде од ово. Добро. Значи имаме уште 2 кори имаме. Да. Така. Не, ќе ставиме таа другата најодозгоре. Да. Да, за да може Нео да една исечеме. кора ќе Една. ставиме од озгора, кој што не е подпечена. Да, точно, за да Добро. може да исечеме кората. Добро. А некој може така, ама сега пое убаво да... Така, уште малку фил да ставиш оти. Чекај, да. Ете така. Ете така. Уште една кора има. Добро. Значи, оваа кора и после одиме уште со последниот фил. Како се подсукуваат сега вака корите, а? Не, ги собереш вака. А, Себе нека се леле. искрши, ќе собереш, мора да го собереш. Абе сега на изглед мислиш дека не е гледаш што ќе се видиме прави, сега на видиме крајот, јаре, ќе видиме. Е, тогаш ќе кажеме. На крајот ќе видиме. Пробаш па ќе кажеме. Да. Ај зејтин малку. Ајде, зејтинче. Снежа, кај тебе како оди? Ајде, Добра јас е ве кората чекам. изгледа. Да, Чекај. ставиме Чекај, яйцето на чекај. Така, баницата. ајде, А, уште една има. Уште една тај уште. да. Да ставам? Фил, стави ќе имаме од ово. Ајде. Машала, богата ќе биде оваа баница, а? Да. Колку поголеми. Да. Сега стај па уште малку зејтинче. Ајде. Уште малку зејтинче, прво стави го филот или како? Ако стави и тоа. А, и тоа, и тоа. Ајде. Добро. А уште малку има или нема? Ето, така. Така, па тоа е најубавото да ти кажам, а? Добро, да, стави го и тоа, стави го. Еве вака, тука на крајот. Ете, така. Ајде, Снежа. Стави ја после така над Сега, драги гледачи, ќе видите како се затвора оваа баница. Ете, така, значи се покрива Дикни уште малку. со една кора која што не е подпечена. Така се покрива. Ајде да го тргнеме ова. Така. И сега што му правиш? Да ни објасниш. Сега малку ќе за да ја соберам кората, требаше малку да напрскаја со зејтин. Да ја напрскаме со зејтинче. Ајде. Така. Напрскаја. Еј тука стави. Чекај. Ете така. Добро. Одлично. Добро. И сега кората ќе морам да ја соберам, а? Навнатре. Така. И ова можеме вака да го направиме. Секаде да има, нели? Така. Така. Притисни малку. А сега се притиска, така? Малку да притиснеш за да ти лежне, да ти легне. Да. Добро. Добро, не толку многу, нека е само тоа. Е, така, зејтинчето да го зејтинчето. размачкаме. Адријана, ако може сега еден нож да ми Ајде. подадеш, за да можем да ја исечем. Ете, Да исечем така. на 8 делови, да испадне по парче, како бурек, што сечат. Аха, Сега малку така, добро. Охо, како крцка. така. Добро, и после ќе се
ке се исече повторно, нели? Ако да, Битно е да се одбележи. Да се одбележи. Ете така. Добро. Ајде, Валчек. Ајде. Добро. Така. На колку степени ќе ја печеме? На 180? На појако? Па на 200 најнормално јас печем, 200. па после ако треба ќе ја намалиш најмалку Значи, 20. драги гледачи, останете со нас, ние додека ја испечеме, ќе ја поставиме на трпезата и ќе седнеме братска делба за сите да има. И првата баница и втората. Еве, драги гледачи, како изгледа, значи, оваа прекрасна штипска баница пататарник. Ја носиме да ја печеме на 200 степени. Откако ќе испечеме, што следува после? После се подирува малку вода со сол и зејтин. И значи се прска тоа, може на оваа баница едно 200 грама милилитри вода. Една чаша вода и зејтинче, малку и сол. Значи да биде топло и после се попрска и па се враќа урелната едно да до се 5 изтишти. минути. Да се малку за да може. И после се излезе од релната, се покрива и баницата е готова. Браво! Ајде, одиме во кујната на печење. Со вас се гледаме кога ќе испечеме. Останете со вкусот на традицијата. Драги наши пријатели, ова е вистинско уживање. Денеска е празник во Златно буре Кучково, затоа што имаме прекрасни гостинки од Штип, членките на вокално-пеачкиот состав група Гердан, кои што ни дојдоа на гости, не само што имат златни грла, имат и златни раце. До мене е Снежана и заедно со Софија, Надица, Виолета и Софија беше асистент на Снеже, нели? Правевме баница пататарник. Сега, Снеже, наред е да ја пробаме. Ајде да пробаме, да. Ајде, вака, леле. Јас се чудев, викам, како ова душа мека, па се чудев како ќе може... Како покаже по крај таму. Да. Еве сега ќе им покажеме на нашите гледачи. Машала. Ајде откај тебе па ќе поделиме на сите. Погледнете, драги гледачи, а знаете како е мека? Како душа? Чекај се, јас вака, од твоето парче ќе земам. Убаво испечена, Леле, каква е мека, значи тајната е во попарувањето. Леле, душа. Многу. Пријателки мои, сега ќе ви поделам на сите пататарник. Само да земе душа, да наздравиме. Многу се измачивте, ама вредеше трудот. Вие додека ми отпеете една песна, кај ви пуштаме, леле, како вкус има пататарникот. Значи, вие сега една песна, ние не ве пуштаме без да ни отпеете песничка. А јас ке делам. Те паздам, да те испаздам, да те испаздам, да те дограбам. Морете грабам, темници, тесни сокаци. Па би што ќе ми правиш, што ќе ми чиниш. Јаболко да ме сечеш, да ме расечеш, да ме изедеш. Да ме Здрави, живи. Ајде. На здравје. На здравје уште еднашка за преубавиот пататарник. Да сте ни здрави и живи. Стварно, истин. Вистина е. Прекрасно нешто, прекрасно. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. До тогаш, довидувања.